што можевме да го видиме, да се убедуваме се повеќе, додека го изучуваме оваа Евангелие, е она сигурност што можеме да имаме во Христос. Секој кој што ќе поверува, секој Христов, всушност од Отецот е даден на Христос, а тој, веќе секој што извршува волјата на Отецот, не чува до воскресението, за секогаш. И оној што го почна тоа дело, самиот Бог го довршува до крај. И тоа е големата вистина и големата сигурност што имаме. Сигурност во спасението во Христос. Но друга една вистина која е поврзана со ова, гледајќи го, изучувајќи го ова Евангелие, е дека тоа воопшто не значи, таа сигурност што имаме во Христос, воопшто не значи дека ќе имаме и некаков живот ослободен од тешкоти, ослободен од испитанија. Напротив, Бог ја испитува нашата вера, како што златарот низ оган го проверува златото, го проверува квалитетот на металот, така ние сме проверувани. Постојано сме испитувани од Бог и тие испитувања не доаѓаат само во тешкоти, не доаѓаат само преку оној притисок што светот го врши над нас како гонења, како отврлање, туку повеќе тоа испитување се врши преку искушенијата на светот, задоволствата на светот, вредносните системи на светот, преку она што ни го нуди светот како привлечност, и така се гледа дали од нашиот однос во тие искушенија, дали нашата вера е автентична или е лицемерна. А основниот критериум кој што всушност го прави тоа разграничување е самата Христова вистина или Божјото Слово. Устојуваме да живееме во вистината на Христос или пак правиме компромиси, прилагодувајќи ја кон она што светот ни го налага како вистина. И на таа основа всушност човештвото се дели. Има луѓе кои живеат во Христовата вистина и луѓе кои што живеат надвор од Христовата вистина. И нема ништо помеѓу. Нема некоја трета алтернатива која може да ги задоволи и двете. Или човек е насочен кон Христос или не е. Или е послушен или не е. И ние секојдневно всушност сме исправени пред тој предизвик. Светот постојано не исправува пред тој предизвик. Како ќе одговориме на многуте нешта кои не обкружуваат, а се спротивни на Словото на Христос. Има јасна линија на разграничување. Остра линија. Оние кои што се во Христос и оние кои се надвор од Христос. Словото на Христос се прави таа линија на разграничување јасна. И тоа гледа многу јасно во овој текст. Луѓето, толпи, всушност, го бараа Христос, сакаат да бидат со него, го бараа да го постават за цар, зашто имаа очекување од него. Им се допадна кога правеше чуда, ги хранеше, меѓутоа кога почна да им говори, вистината да им ја кажа, да бараат, тоест да работат за леп кој не се распаѓа, за храна кој не е распадлива, туку за храна кој е за вечен живот, тие почнаат да мрморат, почнаат да негодуваат. И гледаме како нивниот однос се радикализира кон Христос, се повеќе и повеќе, од негодување ќе преминат во вербална војна, на крајот овој текст завршува со напуштање, ќе го напуштат. А на крајот пак книгата завршува и со неговото убивање. Ке стигнат и дотаму. Така, гледаме како всушност таа реакција станува поостра на народот, онака како што Христос појасно ја открива вистината. Како што појасно им кажува кој е тој и која е вистината за нивното спасение. Како што појасно почне да им кажува, јас сум, лебот
на животот, јас сум оној кој што се симнува од небото, јас сум оној кој што единствениот кој што го видел Отецот и така натаму. И само ако ме јадете мене, лебот што доаѓа од небото, јас сум лебот на животот, ки имате вечен живот, така се повеќе тие почнуваат да негодуваат и кулминацијата, она веќе моментот во кој тие не може да излезеш, буквално експлодира и кога тој им рече, ако не јадете од овој леб, нема да имате вечен живот. Ајде да видиме како реагира на таа последна изјава на Христос, дека тој е лебот на животот и кој не јаде од тој леб, нема да живее, нема да има вечен живот. Почнаа да се препираат, пишува Јован. Не меѓу себе се препираа, тоа се расправаа, едни велија, ама во право, други велија дека не е во право. Не, зборчето е малку поинакво, или ако сакаме буквално да го преведеме, почнаа меѓу себе гласно, сите, во еден глас, да негодуваат против Христос. Зашто зборчето, кој е употребено овдека, зашто значи војна формација, организирање на војна формација. Тоа е буквалниот збор. Од војната терминологија, кога војниците ќе заземат став за војување, воинствен став. Тие заземаат таков став во тој момент. А во конкретниот контекст овдека, во однос на говорењето, се користи кога почнуваат некои гласно, полни со гнев, да негодуваат, тоест буквално војуваат вербално со некого. Тоа е идејата. Почнуваат, сите во еден глас почнуваат меѓу себе да се велат како може овој да ни го даде телото свое да го јадеме. Да. Тоа всушност препирање. Се препираат со Христос. Меѓу себе си говорат, што говори овој? Што се занесува неговото тело да го јадеме? И веќе тој е овој. Не? Ако до тој момент, само до пред неколку часа, само пред еден ден порано, тој беше нивниот цар. Го бараа да го постават за цар. Го споредија со Мојсеј, тоа е со пророкот за кој што Мојсеј пророкуваше. Ке дојде, нели, во Второзаконие. Не го слушајте го. И сега веќе дури не е ни равин. Туку е овој. Како некој што не е достоен дури името да му се спомне. Не е достоен да биде именуван со некоја функција. Тоа е некој каков си арогантен, како смее да си дозволи да кажува такво нешто. Сега, на начинот на кој што тие кажуваат фразата овдека, обвинението кој го подигаат, да го јадеме неговото тело, што значи нарушување на законот. Со законот се забранува канибализам. Нели? И тој ги повикува сега на канибализам. Не, јас верувам дека тие луѓе сватија што сака да каже Христос. Сватија дека тој не ги повикува на канибализам, сега да го распарчат и да почнат да го јадат. Друго нешто ги повреди. Тоа се луѓе кои се поучувани во Стариот Завет, ги ја знаат старозаветната терминологија. Христос не користи нешто ново во изразувањето и тој само пред малку, неколку стиха порано, им рече која е волјата на Отецот, да веруваат во него, како лебот на животот. И овдека сега им користи друга фраза, нели, да го јадат неговото тело. Тоа користи, како што кажав минатиот пат, во целата оваа проповед паралелизми. Еднисти идеи ги представува на различни начини, или синонимно, или антитезисно, или градивно, истите идеи цело време ги повторува. Така тие многу јасно знаеш што сака да им каже, всушност тие разбраа дека тој им вели, само ако верувате во мене ќе бидете спасени. Нема друг начин за спасение. Или со други зборови им вели, вие не сте спасени. Ама ние сме потомци на Авраам, не сте спасени. Ама Бог е нашиот татко, не сте спасени. Ако не верувате во мене, не сте спасени. Ама ние го извршуваме законот, делата, не сте спасени. Тоа им вели Христос. Ама ние заслужуваме како Божи народ од небото да паѓа јадене за нас. Христос вели, не заслужувате. Ама ние законот го извршуваме, имаме дела. Вашите дела не значат ништо. Ако не верувате во мене, нема да бидете спасени. Тој им го каже овдека Христос.
загубени сте. И то она што ги поттикна така, да велат, кој е овој? Да не ги кажуват тие работи. И продолжи Христос на таквата реакција. Инаку за јадењето, знаете, во Стариот Завет има такви фрази се користат, како Еремија, Езекиел, кои го јадеа свискот на Божјото Слово, го јадеа Словото на Бог. Јасен е, нели, изразот на Христос. И на ваквата реакција на толпата, на таа вербална војна што ја отвара, Христос го засилува некако својот израз, својот речник, и им вели, вистина, вистина ви велам. Многу јасно. Не, вистина, вистина ви велам. Ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, нема да имате живот во себе. Не само моето тело, и крвта моја, ако не ја пиете, нема да имате живот. Зашто оној што го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има вечен живот. И јас ке го воскреснам во последниот ден. Се малку на таквата бурна, нели, реакција на негодување на толпата, Христос како уште повеќе да сака да ја запали некако, тоест да го зголеми нивното негодување, тоест како да провоцира. Не, иако да, многумина смета дека Христос е провокатор, не, Христос не е провокатор. И неговиот мотив не е провокација. Провокацијата е нашиот израз, нашата реакција. Ние провоцираме луѓе кога сакаме да ги испровоцираме, зашто тоа не задоволува нас. Кога ги видиме испровоцирани, зашто тоа ја храни нашата суета, сакаме да вратиме и така натаму. Христос е Бог. Христовите суети никош не се повредени, зашто тој никош не губи ништо. Тоа е полнота на се. Тој не може да биде незадоволен. Христос продолжува трпеливо да ги учи, да им открива вестината. Јасно и им кажува, тоест уште по-убедително, вистина, вистина велам. И овдека пак паралелизам користи, нели? Овдека гледаме два стиха кои содржат иста идеја, тоа што првиот е во негација даден, вториот како потврден. Тоа пак паралелизам, но оној антитезисен вели. Оној кој не јаде, ако не го јадете, нема да имате живот, но оној кој јаде, ја пие моето тело, ја пие мојата крв, ќе има истата идеја. Дури вториот веќе стих е градивен, зашто го надополнува идејата и ќе има и ќе биде воскреснат. А пак овие два стиха се дадени како синонимни паралелизми, но оно што го видовме порано во кој стих беше, 40-тиот стих. Хајде да го видиме. Волјата на Отецот е, на оно што ме прати е секој што ќе го види Синот и ќе поверува во него да има вечен живот и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Гледате, тоа се тие синоними. Кој ќе биде воскреснат? Оној што ќе поверува. Со други зборови пак им каже овдека, оној што го јаде моето тело и ја пие мојата крв, тој ќе биде воскреснат во последниот ден. Ќе има вечен живот. Така да, терминот, фразата јадење, пиење е синонимна на фразата верување. Јасно е. Со тоа што Христос така ја гради таа проповед, нели, во целиот тој текст, што користејќи сега образен јазик, символичен јазик, вклучува уште посилна идеја преку јадењето, кој е синонимно на верувањето. Јадењето го збогатува обедувањето, тоа е потребата од верата во Христос за спасение. И тоа е идејата на тие, на користењето на изразни средства, на символиката. Символиката користи многу повеќе имагинација, повеќе значење. Јадењето е побогато во значење од верувањето. Јадењето на Христовото тело и пиењето на неговата крв. Зашто кога човек јаде, нели, тој асимилира, конзумира. Тоа што го јаде станува дел од него, се претвора во крв, во месо, во мускули, оди во мозокот, функционира. Кој сака да има вечен живот, тој треба
да верува во мене, да ме конзумира. Моето тело и мојата крв. И при тоа, побогатото значење на користењето на ваквата символика е и во однос на доктрината. Со тоа тој и изразите што ги користи, например, вклучува овдека тело, зборот е поспецифичен, значи месо, она човечкото тело, саркс, не е сома, туку баш она мускули, месо, органи, желудник, тоа е тој збор овдека. Тело. И синот човечки го вклучува овдека, и крв вклучува овдека. Неколку терминологии кои порано не се вклучени во проповедта, со што јасно кажу на своето оплотување. Еден стих порано им рече дека јадењето всушност на телото, на тој леп на животот, е спасение преку неговата жртва. Тој ќе се даде како жртва. И тука го гледаме тој јас како човечка жртва, богочовечка, Синот Божи, за тоа се симна. Тој неколку пати јас од небото како леп на животот се симна. Тој стана човек, стана тело, како нашето, за да умре на наше место, да донесе наше оправдување. И тоа е значењето на Синот човечки и крвта, всушност, која ја покажува неговата жртва како една насилствена жртва. Кога ние ќе кажеме дека нека да се пролеа крв, тоа значи дека имало убиство, имало, и тоа не било туку некакво такво крволочно убиство. Дека смртта не е природна, не е лесна, туку имам пролевена крв. Дури ако не се пролеало вистински крв, пак ќе употребиме таа фраза. Спасението доаѓа преку насилствената смрт врз Синот Божи кој стана син човечки. Беше пролеана крв, каква што всушност е жртвата на сите оние животни во Стариот Завет. Тоа е, така почнува книгата, јагнето Божјо кој ги зима на себе гревовите на светот. Така, нели, Јован го представи. И да не заборавиме, пак контекстот во оној годишен циклус на календари за евреите е Пасхата. Уште на самиот почеток, на 6 глава, Јован вели, наближуваше Пасха. Тоест, сите тие луѓе што беа таму се подготвуваат да слават Пасха. Тоест, веќе се ги избрали јагнињата за колење. Зашто, нели, Пасхата е спомен на онаа прва Пасха, кога сите евреи во Египет требаше да заколат јагне, со крвта на јагнето да ги намачкат рамките на вратата и така натаму. И тоа го повторува не секоја година. Не. И Христос им вели, ако вие ќе јадете сега пасхално јагне и ќе се спомнувате за Пасхата, но ако мене не ме јадете, моето тело и мојата крв, нема спасение, нема вечен живот. Не. Тоа е таа асоциација што тој, нели, име вели. Нема воскресение, зашто јас сум вистинската храна, јас сум вистинската напивка. Моето тело и мојата крв. Знаете ли, овдека Христос им понуди нешто многу повеќе од тоа што тие го бара. Тие бара да им даде леп од небото, мана да паѓа повторно. Тие бара од него земно царство. Еве го дојде Месијата, кој ќе не спаси од окупаторот, ќе ни даде царство, ние ќе владееме над народите, тој ќе не лекува, ќе не храни. Тоа бара. Христос им вика, јас ви нудам нешто многу, многу повеќе од тоа што вие го очекувате. Вистинска храна, вистинска напивка, воскресение. Тоест, не леп кој е само тука за земјата. Не леп какво потоа ќе им каже, не леп што јадеа вашите татковци па умреа. Леп кој што го одржува животот за целата вечност. Не само за еден ден, не само за на земјата. И вклучувањето на воскресението токму тоа значи.
Не само вашите души, туку и вашите тела ќе бидат згрижени за целата вечност. Вие тука си мислите сега вашите тела од денес за утре да бидат нахранети. И јас ви нудам воскресение за целата вечност. Тоа е големата порака. Тоа е Евангелието. Христос нуди воскресение, живот во вечност. И човек појасно, се појасно и се појасно разбере, тоа од мој искуство ви го кажам, значењето на таа вистина, како што старе. Како што гледа како телото му се излитува низ годините и секој ден се буди со некоја нова болка, во некоја нова коска, некој нов пршлен заглавил, некој нов нерв некаде е приклештен и така натаму. Знаете, и тоа е големото блаженство. Да нема повеќе, да не се уват нови брчки на лицето. Ново бело. Кај мене веќе нема вакво можност за нови бели влакна, зашто се е бело. Нема потреба од терапии. Не те болат колената или рамињата. И тоа во целата вечност. Нема шипови, нема ништо. Нема потреба од ботокс, нема потреба од разубавување, зашто прекрасен ќе бидеш во целата вечност. Тоа им понуди Христос, тоа ви го нудам. Во воскресение, во кое во целата вечност вие ќе имате совршена полнота во вашите тела. Совршени тела. Голема надеж. Навистина каков леп е тоа. Прекрасен леп. И не само за целата вечност. И тука во продолжение Христос продолжил со својата игра на зборови, со својата игра во граматиката, која во нашиот превод не е јасно представена, но е многу значајна за да ја разбереме длабочината на пораката. И продолжува и вели: кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Тоа спасението не е само некаква идна реалност со воскресението и вечноста, туку сегашна реалност. И тоа ќе биде едно продолжително време. И останува во мене и јас во него. Во едно единство сме. Сега тука граматиката, нели, пак сакам да вакво видам. Овдека во 56 стих е оно што го видовме веќе. 53 стих. Како да се исти овие зборови, вистина, вистина велам, ако него јадете телото на синот, така е. И таму е кој јаде и пие, ќе биде во мене и јас во него. Меѓутоа е интересно што во двата стиха тој користи два различни зборова за јадење. Во нашиот текст се преведени како еден исти збор. Јаде, јаде. Меѓутоа во оригиналот се различни зборчињата и не само тоа, туку и глаголските времиња се различни. Глаголската форма. Во 53 стих, каде што вели: ако не го јадете моето тело и не ја пиете крвта, не ќе имате живот во себе. Формата опишува, глаголот опишува дејство кој се извршува еднократно во еден момент од времето. Тоест аорист, тоа ви јасно. Или просто минато време завршено. Тоа е формата. Или ние би го, не знам како, зборот јадете би го превеле на наш за какво дејство кое е завршено. Изеде. Така, изеде. Ние не можеме да го изедеме Христовото тело, но тоа е идејата на едно дејство кое завршува. Тоест, бидејќи зборот јадете, јадење е вера, кој ќе поверува. Има вечен живот. Тоа е тоа дејство, завршено дејство. Додека овдека во 56 стих, кој јаде, дејството е продолжува, си е некакво неограничено дејство. Траело, трае, ќе си трае такво дејство. Или ако пак го преведеме со верува, оно што си верува. Јас ќе бидам во него, тој ќе биде во мене. Така да, овде кажа, треба да поверуваш
за да бидеш спасен, за да имаш вечен живот, и треба да веруваш, треба да јадеш од моето тело. Постојано, секојдневно да веруваш, и тогаш јас ќе бидам во тебе, тоест јас ќе бидам, тој ќе биде во мене тој и јас ќе бидам во него. Таа е таа идеја. Со други зборови, ветувањето не е само за некаков живот во воскресението и натаму, туку сега. Сегашно е дејството. Сегашно продолжително дејство. Оно што верува во мене сега има заедница со мене. Сега живееме ние заедно. Го има тој леп на животот во него и зато го има животот овдека сега. Го живее тој живот. И тој живот носи сега полнота. Сега носи задоволство, исполнетост. И тоа е тој процес сега во кој што тој се преобразува, се менува, бидејќи Христос како храна која ние асимилираме, ја конзумираме, станува дел од нас, а ние сме она што го јадеме. И ние стануваме се повеќе и повеќе како Христос. Се преобразуваме. Еден сегашен процес на постојана преобразба. Така да, спасението е преку вера во Христос, која ќе поверуваме, но тоа е само почетокот. Како кога двајца млади ќе ги дадат своите ветувања, брачни, заветот ќе го случат, и тоа е само почетокот. Од тука натаму почнува тој живот. Од тука натаму почнува потврдата дека тие ветувања биле искрени, дека тие ветувања им значат и ги живеат тие ветувања. И не само тоа, дека тие ветувања ќе ги исполнуваат уште повеќе, се повеќе, додека доживотно. Тоа е идејата на брачните ветувања. Тоа е идејата и на спасението. Ние, кои ќе поверуваме во Христос, ќе добиеме вечен живот, само почеток на еден заеднички живот со Христос, во кој ние се повеќе и повеќе. Секојдневно се повеќе растеме во посветеноста, растеме во послушноста, растеме во христоликоста. Ако го нема тоа, тогаш тоа ветување што сме го дале, заветно, со Христос, не е вистинското. И тоа се тие тестови кои ни ги дава Бог, во кои се проверува вистинитоста на нашата вера. Не бидејќи на Бог му треба, бидејќи нам ни треба. Сето тоа. Нам ни е потребно. Христовата љубов е совршена. Таа е од вечноста. Нашата почна во еден момент и треба да се гради, да се развива, да се усовршува. Божјата љубов нема таква потреба. И потоа, значи како што го јадеме неговото тело и ја пиеме неговата крв секојдневно, со верата во него, така прогресира нашата вера. И тоа е граматиката, но и не морфолошки, туку синтаксички се отсликуваат тие две идеи. Првото зборче овдека јадете, од 53 стих, или го гледа тамо, глаголот естио значи јадење. Јадење. Кој јаде? Оно јаде да се најде. Како овој збор за јадење? Додека зборчето во 56 стих, овој глагол кажа на процес на јадење или џвакање повеќе. Значи, и се користи за оние животни кои преживуваат. Јадат трева, џвакат, па ќе ја голтнат, па ќе ја вратат на доџвакување. И така трае еден процес на хранење. Еден долг процес. Или идејата овдека е, оно што ќе поверува, така што ќе го изеде Христовото, ќе поверува во жртвата на Христос, тој секојдневно ја конзумира. Ја усвојува се повеќе и повеќе. И го користиме ние тој термин за џвакање, да соџвакаш нешто, тоест нешто да стане дел од твојот живот повеќе и повеќе, или некоја материја повеќе и повеќе да ја усвоиш.
И нели кога веќе некој научил добро нешто, го соджва като тоа. Да, тоа е. Ние го читаме Словото, размислуваме, па пак се враќаме на Словото, па пак размислуваме, па пак го конзумираме и така живееме секојдневно. Или можеме тој исто така збор да го преведеме со грицкање. Грицкаш, секој ден грицкаш. Грицкаш од Словото на Бог. Размислуваш и тоа станува се повеќе дел од тебе. И Христос се повеќе се вселува во нас, како што нели Павле се моли за ефесијаните. Христос да се вселува се повеќе во. Тој се повеќе доминира во нашиот живот. Ние се повеќе се сораспнуваме со него, се помалку живееме за нас, а тој се повеќе живее во нас. Тоа е таа идеја. Зашто и така растеме во познавањето, зашто понатаму кога ќе се моли Христос за учениците во 17-та глава, тој ќе обясни што е вечен живот. Вели, а животот вечен е тоа да те познаат, да те спознаат. Тебе, единствениот вистински Бог, и испратениот од тебе Исус Христос. Да те спознаат. А тоа е еден процес кој секојдневно се врши со нашето конзумирање на Христос живото Слово. Преку Христос пишаното Слово. Така да спасението не е само идна, туку и сегашна реалност која што искусуваме на сегашен живот со Христос. И во таа смисла им вели овдека, ова е лебот. Ова е лебот што слезе од небото. Тој ќе живее преку мене, ако го јада тој леб. Вели, а не, и прави споредба. Јас не сум како лебот што им го даваше Мојсей. Тој леб се расипуваше за еден ден, ако не се изеде. И даваше наситување само за еден ден. Ова е леб, вели Христос. Тој не го омаловажува ангелскиот леб, како што псалмистите го нарекуваат, манато од небото, но ова е несразмерно поубав леб, поважен леб, леб кој дава вечен живот. Овој леб треба да го барате. А тие бараа материјална благосостојба. Таков леб треба да барате. И кога го слушнаат тоа, каков леб им нуди, колку нешто значено им нуди, ти многу се израдува. Не, воопшто не. И во тој момент пишува, кога кажа тоа во синагогата, мнозина од учениците кои го слушаа рекоа, тешки се овие зборови, кој може да ги слуша. И си тргнаа, ќе видиме понатаму. Тешки се овие зборови. Или тешки, зборчето што ове го користи, Христос е многу синонимен на тој понатаму што ќе го каже, и е преведен како соблазнување, значи предизвикувачки, тешки за примање, не тешки за разбирање, туку тешки човек да ги прифати, тешки се човек да се согласи со тоа. Голем предизвик им упати Христос на тие луѓе таму. Тешок за прифаќање. Тоа е идејата. Учењето на Христос, иако така изгледа полно овдека со метафори и така натаму, не беше тешко за разбирање. Тоа не беше некаква ваква абстрактна теологија, филозофија, многу јасни работи. Лебот, сите тие нешта се познати за еврејскиот ум што им ги кажува. Многу лесно за разбирање, но многу тешка за прифаќање. Тешко за нив било да прифатат дека тој е навистина Месијата. Месијата кој доаѓа да умре за нив. Месијата кој наместо да се грижи за својот народ така што ќе им даде земна благосостојба, ќе оди на крстот. Наместо да ги избрка римјаните, ќе говори за љубов кон противникот. Многу тешки за прифаќање зборови. За еден евреин тешки за прифаќање и за секој друг човек тешки за прифаќање. Зашто Христос овдека нуди учење, представува вистина која е тешка за прифаќање, не за разбирање, за прифаќање на човечкиот ум, на човечката суета, на човечката природа.
човекот тешко може да прифати благодат која му вели дека тој е недостоен, дека не заслужува, дека е немокен. Каин, што направи Каин? Уште на почетокот го гледаме тоа. Каин многу добро знаеше каква жртва треба да принесе на Бог. Знаеше дека земјата е проколната. И тој не отиде кај својот брат да побара животно кој ќе го жртвува. Тој рече, јас имам нешто подобро. Јас нешто сум направил. Јас ќе му принесам од мојот труд, од трудот на моите раце. Убави плодови, не црева, крв или желудници, убави банани, јаболки, не знам што е имало таму се. Представа. И Бог не ја прифати жртвата. Покажа дека таа жртва не е угодна на него. Човекот сака да биде пофален дека неговиот труд е голема работа. Дека тој со својот труд може да го воскити Бог. А Бог вели, не можеш со својот труд да се представиш, зашто твојот труд е недостоен во моите очи. Единствено, трудот на Синот Божи е достоен. И човекот, добро за човекот е да слуша добро за човекот. Тоа сака човекот. И Христос им го кажа тоа дека не се добри. И затоа им е потребна благодата за спасението и тие го отврли. Како што и денес човекот не сака да слуша дека не е достоен за Бог, дека неговиот труд не е добар и дека е потребен спасител, дека спасението е по благодат. Тешка за прифаќање вистина, но вистина која разграничува. Вистина која е камен за сопнување, не само за евреите, туку за секој човек. Исус, знаејќи во себе дека учениците негови се бунат, против тоа им рече, пак овдека зборот е мрморот, минатиот пат го објаснивме, им рече, зар ова ве соблазнува? И тука тој збор скандал, всушност, или скандалицо, кој значи е синонимен на претходниот, тешко за прифаќање, кој значи нешто кое преку кое не можеш да поминеш. Ке трпиш, ама сега веќе ова не можеме да го трпиме. Крај. Ова ги исцрпува сите наши, го исцрпува сето наше трпение. Тука е идејата која Петар нели пишува, и е во Стариот Завет како пророштво дадено, за оној аголен камен кој стана камен за сопнување. Тоест, тоа е вистина која е толку тешка што ги сопнува луѓето. И тие се сопнаат тука. Не може да поминат преку тоа. И овдека секако, тоа е само воведко на учењето. Потоа кога ќе го видат како го распнуваат, па кога ќе го видат мртов, па кога ќе го видат како го погребуваат и така натаму. Исто тој збор Павле го користи во 1 Коринтини, 1 глава, каде што вели дека крстот е соблазна за јудеите. Истиот збор е овдека. Каменот за сопнување. Како може Синот Божи Месијата да биде распнат на крст, каде што нели се покажува проклетството на оној кој што се распнува. Камен за сопнување. Соблазна. И затоа Христос им кажува, ова ли бе соблазно што ви го кажувам? Охо, кај ви е крајот, па кога ќе ги видите и другите работи. А што мислите па кога ќе видите како се вознесувам, ќе поверувате? Не. Зошто? Зашто вие цело време гледате на нештата, се надевате на нештата само преку вашите тела, преку вашата перспектива. Не телото. Вие се надевате на вашата припадност како евреи, вие се надевате на законот, вие се надевате на делата, вие се надевате на тоа дека сте потомци на Авраам, вие се надевате на Мојсеевиот закон. Не. Тоа нема да ве оживи. Духот оживува. А кој е духот? Моето слово е духот. Она што јас го кажувам е дух и живот. Единствениот начин да бидете оживеани е да поверувате во овие зборови кои ви се толку тешки за прифаќање. Нема друг начин на кој ви може да бидете оживеани. И затоа, вели, ви зборувам,
Никој не може да дојде кај мене ако не му биде дадено од мојот Отец. Тоа е. Со други зборови, потврдата дека вие сте од Отецот, потврдата дека вие му припаѓате на Отецот, потврдата дека вие сте Божи народ, е верата во мене. Ако не верувате во мене, вие не сте од Отецот. Ако не верувате во мене, вие не сте Божиот народ. Тоа е вистината. Тоа е. Тоа е линијата на разграничување. Ако верувате во мене, значи дека сте од Отецот. Ако не, не сте од Отецот. Тоа е тоа. Не сте Божи луѓе. Загубени сте. И на тие зборови пишува: мнозина од неговите ученици се повлекоа и не одеа веќе со него. На тие зборови. Да, се повлекоа. Ученици, пишува, јасно, ученици. Знаете што значи? Дека тие биле со него претходно, слушале со него, ги гледале неговите чуда, неговите проповеди. Но доаѓа еден јасен момент во кој што им вели: или ќе верувате во мене за вечен живот, или сте изгубени. И тие кажа: аки си одиме. Оваа слово не можеме да го слушаме. Тешко е за прифаќање. И си отидоа. Не одеа веќе со него. Тоа за секој што отидоа, крај. Не се вратија да бидат со него. Крај. Тоа е линијата што разграничува. Словото е вистината кој едни радува, други повредува, разделува едни од други. Таа реакција на тие ученици покажува дека тие не се вистински. Дека тие не го јадат неговото тело, не ја пијат неговата крв. Немат заедница со него. И тука вметнува меѓу редови и за предавството на Јуда. Ке кажеме нешто повеќе тоа. На крајот, зашто пак се навраќа Јован, на крајот на главата на тоа предавство. Тој знае кој е со него, кој не е. Тој сите ги знае. Знае кој поверувал, кој не поверувал. И во еден таков момент, кој е многу специфичен за 12 ученици, кој Христос ги избра, пише: аз ви избрав да ви бидете моите апостоли, во еден таков така да кажем, критичен момент за нив, во службата, во животот со Христос, веќе им постави едно прашање: а што со вас? Да не сакате и вие да си отидете? Представете си ситуацијата. Толпи, има илјадници луѓе кои го следат Христос тој ден, еден ден порано. Собране се од едната и од другата страна на Галилејското езеро. Популарен е Христос, сакат да го направат цар. И во еден момент, почнуваат да го напуштаат и остануваат само они, Христос и учениците, 12. Лесно е да бидеш, да припаѓаш, да поддржуваш нешто кое толпата го поддржува, да бидеш дел од масата. Ама кога сите ќе се свртат против тоа нешто, и ти си веќе предавник, или оние што не се со сите, се предавници, да устоиш во тоа нешто. И во таков момент, кога учениците останаа сами со Христос, тој ги прашува: вие што ќе направите? Ќе си отидете ли? Многу е непријатна ситуација. Сега, мене ми се случувало збориш и гледаш негодување, па почнуваат еден по еден да си одат и се празни салата. Тоа се случувало со проповедта на Христос. Илјадници го слушат, на крајот остануваат само 12 околу него. Другите си одат. Не сакат да ја чуат до крај неговата проповед. И Христос ги прашува: вие што ќе направите, не бидејќи Христос не знае, да се убеди сега дали они се навистина со него, зашто пише дека тој знае, нели претходниот текст пишуваш, тој знае за секој каков е. Тој ги прашува заради самите нив. Тие дали се сигурни што сакат. И тоа пак оној тест ги постави Христос пред испит. Тоа е линијата која ја разграничува. На која страна ќе застанете? Ќе останете тука со мене
или ќе си заминете. И на тој тест ти требаше да одговорат. Навистина што ќе прават. Петар им каже, како веројатно гласноговорник, да, остануваме кај кого да отидеме. Единствено ти имаш зборови за вечен живот. Ти си животот. Тоест, ние поверувавме. И ние сме со тебе. И навистина, со исклучок на, јас реков 12 остана, всушност 11 остана од сите тие, од целата таа толпа, зашто еден ќе го преда, еден предавник меѓу нив. И го гледаме тоа низ Евангелијата и понатаму во останатите книги, во делата и во посланијата, навистина тие беа со него, останаа. Кога Христос ги повика, оставете ги мрежите, ќе ве направам рибари или ловци на луѓе, тие ги оставија мрежите и тргнаа по него. Со други зборови ги запалија бродовите. Еден од првите освојувачи на Латинска Америка и Северна секако, Хернандо Кортес, кога стигнал во Мексико, 700 души, не знам колку бродови биле, знаете што направил? Ги запалил бродовите. Пред сите покажал, нема враќање назад. Тоа е стариот свет, сега ние правиме тука нов свет. Старото е зад нас, нема враќање повеќе назад. И тоа е повикот на Христос. Тргнуваш со мене, ги палиш сите бродови за назад. Стариот свет останува, сега живееш само со мене. Што со вас? Тие рекоа, ги запаливме мрежите, бродовите, сега сме со тебе. Твоите ученици, твоите служители, зашто само ти имаш зборови за вечен живот. И тоа е Словото. Разграничува. Разделува едни од други, а оние што се во Христос ги врзува за него. И така здраво ги врзува, што те остануваат секогаш со него. Тоа не значи дека нема да има паѓања. Петар кој рече, нема кај кого да отидеме на друго место, 3 пати ќе се откаже. Но тие откажување гледаме на крајот беа начинот да се брза со Христос, уште поздраво на крајот на Евангелието. Или како што Спрџан вели, христијаните се како морепловци на брод, кои во големи бури паѓаат на палубата, но никогаш не од бродот, зашто здраво се врзани за јажења со кормилото на бродот, кој што ги води. И нема да залудат. И така е. Ке паднеме, но тука сме, во самиот брод, не надвор од бродот. Има испитанија, ке има проверки во кои треба да се потврдува нашата вера секојдневно. Дали ќе паднеме на искушенијата на светот, кои сакат да релативизираат таа вистина, или ќе останеме јасно, цврсто на страната, на вистината во Христос. И на крајот тој факт што еден од тие 12 од почетокот беше со нив, беше постојано со нив, сепак не беше од нив, е предупредување. Јуда ќе го предаде Христос, зашто тој беше таму со Христос не заради Христос. Тој беше таму заради нешто друго. И тоа нешто друго на крајот остана попривлечно во изборот. Парите кои што му се понуди, богатството земното, лебот кој што се распаѓа, му беше попривлечен. Кој е нашиот мотив? Во Христос. Во Христос заради Христос, заради животот со него или нешто друго. Проверките преку Словото во секојдневниот живот, нашата послушност покажуваат јасно. На која страна сме? Кои сме? Затоа треба секојдневно да јадеме од Христос, да живееме во секојдневна врска во Словото и молитвата, да размислуваме, да се молиме, па пак да се навраќаме на Словото, па да бараме благодат, помош, милост, да доаѓаме кај него, да го конзумираме повеќе и повеќе. А тој, нашиот добар пастир,
кој не држи во својата преградка, ќе не гради уште повеќе. Ќе се вселува поизобилно од нас, во нас, ќе не води. Ќе расте нашата вера, нашата послушност, нашата приврзаност. Зошто бродовите сме ги запалиле. Потонаа за стариот живот. Кон нас има само нов свет. Светот на Божјото царство. Нашиот да навлегуваме подлабоко и подлабоко. Да освојуваме повеќе и повеќе од тој рудник на спасение што Бог ни го дал, да го експлоатираме по неговата благодат. Да копаме се повеќе и повеќе, да даваме се од себе, да освојуваме повеќе и повеќе од Христос, од неговиот живот во нашиот живот. Нека Божјата благодат ни помага во тоа. Амин. Ајде да се помолиме се. Татко Небесен, ти благодариме за овој текст кој што ти си не го дал како и подсетување, и охрабрување, но и предупредување за сите опасности со кои сме заобиколени и во овој свет, кој не е лесен, ово обкружување кое постојано соблазнува, кое постојано предизвикува, кое мами, да останеме верни на Твојот збор. Не дозволувај хуманоста, не дозволувај лажната привлечност на овој свет со неговите идеологии да го помати нашиот ум и јаснотијата кон Твојот збор. Да бидеме заблудени и оттргнати. Туку нека Светиот Дух во нас, нека Твоето Слово кое е дух и живот уживува во нас, не уживува нас, го уживува новото создание, новата природа, за да го живееме вистинскиот живот. Се молиме за црквата која запаѓа се повеќе сожителствува со светот и се повеќе и повеќе станува по приликата на светот наместо да го има Твојот лик. Ти, Господи, кој си верен, држи црквата, предупредувај ја. Ги имаш и Твоите дисциплински средства. Прави, Господи, да Твојата црква да се враќа, не да сгасне светилникот, туку појасно да сјае. Давај ни разум, јасно да разграничиме што е од светот кој е против Тебе и која е идеологија спротивна на Твојата. За да се бориме против тоа, јасно да предупредуваме и да го промовираме Твоето царство, Твојот поредок, Твојата вистина. Се молиме црквата да биде тврдина која ќе го освојува светот за Твоето царство и да не се распаѓа, да не паѓа пред налетите на светот. Се молиме, Татко, чувај не, подкрепувај не и прави не се посилни во животот што го имаме, во верата, во Тебе, да Ти служиме и да Те прославуваме сега и за сите векови. Во името на Синот Божи, кој Ти го даде за нашето спасение, се молиме. Амин. Амин. Ајде сега да го славиме Бог.